Добро вечер, победничко Неготино! Добро вечер, Неготино, кој повторно чекори кон приматот бастион на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Почитувани граѓани, поминаа 3,5 години со оваа власт. Видовме, пробавме, се изгоревме. Оваа локална власт, начело со градоначалникот Трајков и ВМРО ДПМН, докажа и покажа дека немаат капацитет да ни овозможат мирен живот, нормална економска екзистенција, чист и среден град, добра инфраструктура. А ветува се и се што. Многу се ветуваше. Какви се манифести не напиша. Тони хартија се испечатија. Колку програми само се проширија и се надградија. А од ветеното остана само мртво слово на хартија. Нула проекти, нула реализација. Неготино и населените места секој ден се повеќе и повеќе тонат во сопствената мизерија. Сиромаштијата царува, невработеноста кулминира. Не уништија по сите основи, почнувајќи од економскиот развој, земјоделието, здравството, образованието, комуналната инфраструктура, па се до културата и спортот. Каде да чепнеш, провалија. Што и да одбереш, катастрофа. Во Неготино и населените места, за време на владењето на Трајков и ВМРО ДПМН, не се отвори ниту еден производствен погон, а камоли фабрика. Не се отвори ни едно работно место во индустријата. Напротив, и тие стопански капацитети што работеа, секојдневно се затвараат, не можејќи да го издржат државниот рекет. Драконските казни ги клекнаа на колена и работодавците и работниците. Во земјоделието иста приказна. Секоја година се поголеми трошоци за производство и се пониски откупни цени. Веќе трета година не е платено грозието, а доаѓа новата реколта. Цените ги ничкоса, па сега ќе не крепат со 2 денари субвенција. Вратете ги цените колку што беа во времето на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. По 16, 18, па и 23 денари за килограм и ние ќе вратиме на државата 2 денари. Градоначалникот Трајков со прст не врда да ги зачити лозарите. Напротив, заедно со своите профитерски пријатели, тргна во ѓаволска авантура да прави топилница за отпадно железо среде Лозија. Заедно со своите советници сакаа да донесат одлука на 230 хектари најплодна земја да се даде дозвола за изградба на тешка и загадувачка индустрија, директно загрозувајќи го животот на сите граѓани на општина Неготино. Да не зборуваме за почвата, водата и воздухот. Па мораше цел град да се крене на нозе, да се соберат 5000 потписи против, за да ме вразумат вас, градоначалниче. А вие и тогаш одевте со главата во зид, па ни донесовте и министри овде да не убедуваат. Но ние не застанавме тука. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, заедно со народот, цврсто се спротивстави на оваа иницијатива и ќе истраеме во таа борба до крај. Неготино и околината мора да останат чисти и еколошки за нас и за нашите идни поколенија. Наместо да се решава нашиот најосновен проблем, недостатокот на вода, тие како за инае 3 пати ја поскапија. А вода нема ни по 5 часа во денот. Сметот со недели стои во кантите. Неготино се претвори во депонија на кое секојдневно и се закануваат епидемии.
Почитувани граѓани, веќе 2 години во Неготино не се раѓаат деца. Иако имаме најсовремено гинеколошко-акушерско оделение, тоа е затворено. Нашите жени се породуваат во други општини. Ја сменивте демографската карта на Неготино. Сега и да сакате, градоначалниче, да аплицирате за некој проект. Право ќе ме прашаат, колкав е наталитетот во општината? Што ќе им кажете? 0. Неготино нема наталитет. А што да се каже за културата и спортот во Неготино сега, почитувани граѓани? Од град во кој постоја екипи во скоро сите спортови и се надпреварува во најквалитетните македонски лиги, сега немаме ни една спортска екипа. Сите добро се сеќавате на златните денови на аматерскиот театар во Неготино, на изгореорните друштва кои ја крстосува Европа, представувајќи го нашиот град. Каде е сето ова денес, почитувани граѓани? Го нема. 3,5 години од владењето на Трајков и ВМРО ДПМН помножени со 0. А што и да се очекува од ваков градоначалник кога Латас му ја крои кадровата политика? Сите бевме сведоци кога Сител ни објави кои локални директори ќе ги однесе бранот, а градоначалникот наш поима си немаше. Му направија директен упад во неговите ингеренции, а тој, наместо да се спротистави, право ги разреши, па утредента ги назначи истите луѓе за ВД директори. Да се смееш ли, да ги плачиш ли? Да не беше трагедија, ќе беше комедија. Затоа граѓаните на Неготино велат доста е. Доста е од неспособни луѓе што си играат глас додека ни пропаѓа општината. Вечерва Неготино крева глас за промени. Ние од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија го имаме вистинскиот кандидат за градоначалник. Ние од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ја нудиме доктор Силвана Филипова за градоначалник. Успешна, способна, со јасна визија за иднината. Човек од народот, човек за народот. Неготино и Социјалдемократскиот сојуз на Македонија одат кон сигурна победа. За Неготино и за цела Македонија. Да живее Неготино!